Во друг дел од интервјуто на Мицкоски за телевизија Телма, новинарот Боби Христов како дел од прашање цитираше негова изјава, но Мицкоски се обиде да го исправи, тврдејќи дека не е правилно цитиран. Но новинарот побара од режија да ја пушти изјавата. Мицкоски и овој пат остана со кратки нозе. Погледнете ја оваа ситуација. И велите: жалам, простете ми што се уште морам да бидам дел од еден ваков срам. Што бев дел? Што бев дел? Без се уште, што бев дел од овој срам? Морам да бидам дел. Тоа е изјава во четвртокот, можеме и тонски да видиме. Пуштете, што уште, што се уште без... Одиме со првата изјава на господин Мицкоски. Што бев дел од овој? Очекував дека ќе ја негирате, затоа ја подготвив тонски. Ви мола првата изјава од господин. Им се извинувам од моје име и од името на ВМРО ДПМН на граѓаните што мора да бидат сведоци на една ваква, би рекол, циркуска представа која што денеска се одвива тука во собранието. Жалам, простете ми што морам се уште да бидам дел од еден ваков срам кој што ние како политичари на вас, граѓаните на Македонија, ви го приредивме. Извинете уште еднаш кон моје име. Простете ми што се уште морам да бидам дел од еден ваков срам кој што ние политичарите... Но и жалам, уште ќе ви кажам дека жалам. Ви го подготвим. Да, жалам. Мицкоски и во оваа ситуација остана со кратки нозе, но она што е поважна лекција од оваа ситуација е добрата подготовка на новинарот за интервјуто, која е главна заштита и за новинарите и за публиката од обидите на политичарите да изнесат невистини или да манипулираат. За жал, ова ретко се случува во нашите медиуми, а би требало да е професионален стандард.